Председателе, колеги пратеници, премиере. Вака, јас мојата анализа на овој предлог ја имам вака од два аспекти. Од првиот аспект ми е една накратко кадровска анализа. Сега не би се задржувал премногу со вака лични оценки за квалификувањето на кандидатите, но сепак би сакал да спомнам два вака еклатантни примери зошто овие кандидати кои се предложени пред нас се многу проблематични. Например, едниот пример кој што би сакал да го спомнам е примерот со Башким Хасани, кој што треба да биде предлог за заменик министер за одбрана. За него пред одредено време имаше во медиумите на албански јазик, објавена афера, и то прилично голема афера за неговиот брат. Јас, колку што знам, тој процес не е процесуиран и најверојатно спие во некој од фиоките на министерот Спасовски, за внатрешни работи. И уште еден вака пример на кратко, примерот со кандидатот за заменик министер Агим Нухиу, кој што треба да биде заменик министер за правда. За него, од страна на инспекторот Илиевски, мислам дека се викаше, беше откриено незаконско унапредување за него и за одредени овие кадри од ДУИ во Цетовскиот универзитет. Исто тој случај, колку што знам, не е процесиран. Инспекторот Илиевски всушност беше и деградиран и имаше некои наводи дека трпел мобинг. И за овој случај меѓу другото и Левица извести. И сега логички се постава прашањето како може овој човек да биде втор човек во Министерство за правда, како може овој човек да дели правда. Овие работи би требало уште у старт да ги дисквалификуваат овие двајца кандидати и на некој начин само со овие два кратки примери паѓа во вода целиот концепт на премиерот, како ги нарече, као на честни кадри. Сега јас вториот вака аспект со кој што го анализирав овој предлог би сакал да го наречам вака етничко-класен аспект, као еден, иако тие два аспекти секојаш се заедно, не може да се одделат. Како беше оваа вест, тоест за кадровските предлози за заменици министри, примена кај обичниот народ. Претходно еден друг колега спомна, мислам дека со односот е 6:7 или 6:8. Имаме 7 или 8 кандидати за заменици министри по потекло етнички албанци и 6 кои што се по потекло етнички македонци. И за жал оваа вест некако несрекно малку коинцидираше со изјавата на вице-премиерот Артан Груби за субвенционирање на вработување на албанци во приватните фирми и беше многу негативно примена од обичниот народ, посебно од македонците. И сега, што е тука проблемот? И овие две работи заедно, а и многу други често кај нас во нашето општество, продолжија да го хранат тој еден наратив дека тука во Македонија ние имаме некој си као перманентен конфликт меѓу македонците и албанците, посебно меѓу обичниот македонец и обичниот албанец. И бидејќи една од темелните заложби на Левица е да го разбиеме тој наратив, посебно тука во собранието на собранска говорница, јас ќе почнеме со прашањето дали кадрите на ДУИ на БЕСА, кои што се албанци по националности, се предложени, дали тие навистина ги представуваат албанците. Сега, од една страна зборуваме за луѓе за кои што имаме наводи, и јас што ги спомнав овие два кратки примери, за криминал, корупција, закани, за насилство и слично. Во никој случај такви луѓе не може да бидат представници на обичниот и чесен албанец кој што е граѓанин на оваа држава. Такви луѓе може да бидат представници само на себе и евентуално на разни интересни групи кои што ги застапуваат. И од друга страна би спомнал дека сите кандидати за заменици министри се, ја така би се изразил вака во левичарски манир, класно оддалечени од обичниот народ. Таа класна оддалеченост од обичниот народ ги прави овие кадри според мене неспособни. Тука ги вклучуваме може и кадрите од СДСМ. Апсолутно класата не познава вера или националност. Ги прави овие кадри неспособни да се соживеат со маката на обичниот човек, на обичниот граѓанин и со тоа фактички да работат за него. Најмногу затоа што таа мака најголем дел од нив не осетиле, а и тие што осетиле брзо ја заборавиле. Затоа ние од Левица вака
најверојатно сме единствената партија која што да останеме блиски до народот, се трудиме да не се мешаме со елитата и со естаблишментот, зашто прифаќањето на нивните обичаи и навики нужно ќе доведе до корупција на духот, а да се задржи духот е нужно и неопходно во ситуација во која што се наоѓа наша држава. Значи, јас имам уште многу време, ама да не должам заради претходно наведениве аргументи и заради многу други кои што не беа спомнати тука, јас само да го соопштам партискиот став дека ние ќе гласаме против. Благодарам. Ви благодарам. Кастриот Реджепи и Мерита. Колега, само кратко ќе реплицирам. Значи, во првиот говор што го имавте кога се гласаше за владата, рековте дека не ги делите луѓето по етникум, туку битни ви се правата на работниците и така натаму. Тука во стартот на вашиот говор спомнавте дека толку има албанци, толку македонци и така натаму. Значи, контрадикција. Второ, да не биде забуна и заблуда, бидејќи спомнавте за луѓе дека може имат негативен бекграунд, не знам, во нивните семејства, и ставивте во куп и спомнавте и функционерите од движењето Беса. Значи, сакам да се дистанцирам и да го отфрлам ова што го кажавте. И на крај рековте дека не се блиску до народот, па верувам дека не им знаете какво имат каков имот и богатство, сега за сега тие, па да знаете дали се блиску или не. Ја ве убедувам дека замениците предложени од движењето Беса се многу блиску до народот. Благодарам. Борислав Крмов. Борислав Крмов, имате контрареплика, повелете. Само на кратко, колега, значи нема никаква контрадикција тоа што ние спомнуваме македонци и албанци, не значи дека ги делиме луѓето на македонци и албанци. Ја цело време зборам дека ние луѓето класно ги третираме, за разлика од вас и за разлика од малтене сите тука пратеници или скоро сите. Значи, и не знам како да ви кажам, тврдите дека БС е близко до народот, само тоа за мене е паушално тврдење, значи праксата, ние гледаме у пракса колку од 91 до сега сите, ама буквално сите пратеници биле и кандидати и функционери биле блиски до народ. Благодарам. Мерита Коджаджику, реплика. Мерита Коджаджику, реплика. Господине, тука, значи, мојот разговор, валјда од ваша страна мислите дека јас ќе се повторам, него има потреба да повторам од претходниот колега. Навистина не знам јас тука каде гледате вие, ваша страна, дека вие сте за созбивање на наративот, значи не правите поделба македонци и албанци. Кога вие во почеток и до крај само спомнавте за двајца заменици министри албанци. Како, значи, од сите тие немавте зборови да кажете, дали добро или лошо, него само најдовте време за да зборувате за заменици албанци. Има ли контрареплика? Борислав Крмов, контрареплика. Борислав Крмов, контрареплика, повелете.
Само накратко, јас не знам дали може би ни треба и некоја квота за криминал и корупција? Па толку македонци, толку албанци, толку турци, не разбирам. Благодарам.